Почитувани, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути, а вие сте со Трета порта, емисија која за вас ги селектира и ги одбира најинтересните случувања на светот на интернетот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе посветиме најмногу време на средбата помеѓу премиерот Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев и на коментарите и анализите посветени на оваа тема. Исто така ќе зборуваме и за она што се случуваше со младата актерка Емра Куртишова, на која не беше дозволен излез од Македонија во незиниот обид да отиде кај сестри во Германија и според незините зборови тоа не е било дозволено само затоа што е припадник на ромската нација. Почнуваме со оно што се случуваше по средбата Заев-Груевски, како што е познато на јавноста. Оваа средба заврши без конкретни резултати, без постигнат договор и сега одиме со она што беше најинтересно е кога лидерот на опозицијата Зоран Заев, тоест на неговиот Facebook профил, на неговата Facebook страница, тој се чекираше во клубот на пратеници заедно со премиерот Груевски. За оние кои следат Facebook, знаат што значи тоа чекирање. Тоа значи дека Зоран Заев кажал дека каде се наоѓа во тоа време и веднаш тука имаме некои хумористични коментари. Еден Facebook корисник вели чекаме селфи. Значи она што е популарно во изминатиот период, а тоа се тие фотографии кои се ставаат на социјалните мрежи. Еве ќе видиме некои од другите коментари кои се сите во таква насока, бидејќи може да се каже дека Facebook корисниците беа навистина изненадени од овој потек на Facebook страницата на Зоран Заев. Битно се чекиравте на Facebook, вели друг. Има и вакви кои се го критикуваат тоа. Не е срамота лидерот на опозицијата да седи и да преговара со диктаторот или денес не е диктатор? Прашува овој, друг вели. Сега овие коментари често се вулгарни, затоа не ги читаме изворно. Вели го упропастивте народот, тој на север, еден на југ, а вамо на запад не имаат фатено, еден со бела глава од ДУИ и еден со нестрижана од ДПА. Албанија денес доби мандат статус за Европската Унија, па може би и влегоа, а тука се уште се борат за фотелја. Еве уште еден корисник вели вака. За поздрав е состанокот, но пред време се знае дека ништо тоа нема да биде, само добивање во време и залажување на Европската Унија. Демек власта се залага, но сепак надежта последна умира. Ете, тоа се коментарите на корисниците по она изненадувачки, може да се каже, чекирање на Facebook страницата на Зоран Заев. А сега за оние кои не видоа, може би има и такви, еве како личеше средбата, тука ќе пуштиме видео од самата средба помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев, тоест видео слика од она што се случуваше пред да почне самата средба, значи подготовките, кога на медиумите им беше дозволен влез. Да го видиме видеото. Да, така личеше самата средба, значи за да знаеме за што зборуваме, да видиме слика. А пред самата средба има некои новинари, коментатори, аналитичари кои се противеа на самото
на самиот разговор на лидерот на опозицијата со премиерот, има некои кои го поздравуваа, има едни кои велат дека тоа нема да излезе ништо, а има и трети кои велат дека треба да се преговара. Еве ќе видиме некои од реакциите. Например, новинарот Бранко Геровски напиша дека пред лидерот на СДСМ да се сретне со Груевски треба да обезбеди простор за фер атмосфера за разговор, а една од тие работи е тој да не биде следен, бидејќи Геровски се повикува на текстот во Дневник, во кој Дневник пренесува дека лидерот на СДСМ одел пеш за Грција. За ова ќе зборуваме подоцна во самата емисија, а еве што вели Геровски за преговорите во тој контекст. Значи, за вакви работи зборев. При првата средба со Груевски, Заев треба да му каже вака: Никола, ај прво врзи си ги кучињата, па после јави дека можеме да седнеме и сериозно да преговараме. После треба да ја закаже следната средба, да стане и да си оди. За почетот на диалогот сосема доволно. Тоа беше статусот на Геровски. Како што кажав, за тоа, за обвинувањата дека лидерот на опозицијата бил следен и дека така се дошло до информациите дека одел за Грција, ќе зборуваме подоцна во емисијата, имаме и реакции за тоа. А еве сега имаме Facebook статус на Ивор Мицковски, кој е поранешен активен член на СДСМ. Сега се уште не се знае дали е член, но се знае дека тој ги критикува чекорите на новото раководство и тоа често го прави на социјалните мрежи. Еве негов Facebook статус. Вистинско прашање што некои луѓе од опозицијата треба да си го постават е зошто власта решила да се смилува и да преговара со волку евидентно раштиман оркестар. Гледам дека не им е јасно и гледам како сакаат тоа политички да поентираат дека нешто постигнале. Тоа е смешно, но уште повеќе е крајно нереално. Власт преговара со ваква опозиција затоа што се чувствува пресилна, способна секое барање да го изигра, а земајќи ја во предвид слабоста на противникот. Дури и нешто да прифати, а при тоа ништо да не изгуби. Настрана тоа, не ја разбирам дарежливоста на ДПМНЕ. Тоа е ставот на Мицковски. А сега продолжуваме со Ивица Боцевски, поранешниот вице-премиер, кој е исто сега и политички аналитичар, често ги коментира однесувањето на власта и на опозицијата, иако може да се каже слободно дека почесто тоа го прави во однос на опозицијата. Еве што вели Боцевски. Во меѓувреме, политичкото лудило продолжува. Во Македонија нема демократска атмосфера, се додека не се врати слободата на изразување. Ниедна анкета не може да биде релевантна, велат од СДСМ. Демократска атмосфера еднакво СДСМ е на власт. Слободна на изразување еднакво СДСМ е на власт, а на сите што мислат поинако им е забранет пристапот до сите медиуми, но и до интернет. Далеко ќе стигнат доколку вака себе се тешат за вртоглавото губење на поддршката од граѓаните. Тука Боцевски зборува и во контекст на преговорите, и во контекст на колумната на намерењето на рейтингот на партиите од страна на ИРИ, во која се покажува дека владеачката ВМРО-ДПМНЕ има убедлива предност пред СДСМ. Емисијата ја продолжуваме со колумна на Илија Димовски, објавена во Дневник, во која вели: не им правете кеф на тие што се радуваат на проблемите. Ете таа колумна. И Димовски порачува: извинете, но разлика од 200.000 гласа на избори во Македонија е разлика која значи апсолутна победа за едните, во исто време апсолутен пораз за другите. Демократијата е партиципативен процес во кој за секого има и мора да има место, но таа сама по себе подразбира индивидуална и колективна одговорност. Однесувањето на опозицијата, односно на оној дел од опозицијата кој го представува СДСМ денес, не се вклопува во ниту еден стандард на одговорно и совесно однесување во демократија. Ги видовме сите реакции на меѓународната заедница, почнувајќи од онаа на еврокомесарот Филе, преку пораките на амбасадорите и амбасадите на западните држави во Македонија, па до секојдневните апели кои до СДСМ стигнуваат од разни групи на европратеници и членови на Советот на Европа. Пораката е јасна, вратете се во собранието, затоа што тоа е местото каде треба да се решаваат
сите недоразбирања и проблеми во демократска држава. Тоа беше колумната на Илија Димовски, а сега емисијата ја продолжуваме со еден интересен став кој излезе среде овие случувања, среде преговорите. Како што е познато на јавноста, едно од барањата на СДСМ во преговорите со власта е да се создаде техничка влада која би ги организирала следните избори, кога тие избори и да се случат. Но професорката Мирјана Малеска даде еден сличен предлог кој вели дека таа може да се формира не техничка, вели дека тоа е проблематично, туку концентрациона влада. Или со други зборови, влада во која би влегле сите опозицијски поголеми релевантни партии и дека таа влада на тој начин би можела да организира избори. Според професорката Малеска, ова е далеку поприфатливо решение и изводливо во однос на уставните констелации, а тоа е дека власта можеби би прифатила таква влада во која дел од министрите би биле од опозицијата, а опозицијата би требало да биде задоволна, бидејќи така би имала увид во организирањето на избирачкиот процес. Еве да видиме што напиша професорката Малеска. Формирајте голема коалиција на власт. Сакам да предложам нешто конструктивно за да се надмине политичката криза во земјата. Да се формира политичка влада на голема коалиција, како во Северна Ирска, во која би партиципирале сите парламентарни партии кои би добиле доверба на гласачите, според изборните резултати. Не техничка влада, тоа не е добро решение. За промена, власта и опозицијата треба да соработуваат, ако и мислат добро на земјата. Во пракса, ВМРО-ДПМН и ДУИ ќе треба да се откажат од некои министерски места за сметка на влегување на владата на Сдружената опозиција и ДПА. Тоа е ставот на професорката Малеска и сега ќе видиме реакции на ова нејзино мислење. По неуспешните преговори во кои лидерот на СДСМ Зоран Заев кажа дека власта не прифатила барање за техничка влада, а премиерот Груевски и председател на ВМРО-ДПМН порача дека опозицијата има нереални барања. Еве и коментари во однос на тоа и во однос на можна концентрациона влада. Професорката Најчевска вели вака: ова само покажува каде лежи зајакот. Без ставена шапа врз полиција, буџет, судство, кој знае кој ли ќе гласа за ВМРО-ДПМН. Јас лично би отишла и чекор понатаму. Техничката влада да има најмногу 9 министри, оптимален број за ваква мала и сиромашна држава е 7. Тоа е ставот на професорката Најчевска, а лидерот на Алијансата за позитивна Македонија, Љупчо Зиков, вели вака: Мирјана Малеска предлага концентрациона влада, а опозиционерите се фатија на предлогот експресно. Па така Зиков вели: заклучок. Прво, вака се менаџира политичката состојба исто како во 2001-та. Тоа ќе се сведе на сценарио ловоматно. Втора, тоа на крај може и полезно да биде за државата со тоа што е сценарио за можно решавање на најголемите македонски меѓународни интеграцијски и политички проблеми. Проблемот со името, брз прием во НАТО, преговори со Европската Унија, но ако е така, што се чекаше досега? Трето, но верувајте, ако од прилика може да се предпостави сценарио на Груевски, тогаш сигурно не ви текнува што е сценарио на СДСМ и дали е ова сценарио за решавање на проблемот со името за 6 месеци, како што вели Шекеринска. Тоа е дел од размислувањето на Зиков, кој се движи во повеќе насоки и кој го елаборира предлогот за концентрациона влада и можните реперкусии кои би произлегле од тоа. Емисијата продолжуваме со она што најавивме, а тоа е надписот на Дневник за тоа дека лидерот на опозицијата Зоран Заев во неколку наврати ја преминал границата со соседна Грција пеш без автомобил. Дневник оваа приказна ја подкрепува со други настани надворешно политички поврзани со проблемот со името кои се случувале во таков период кога лидерот на СДСМ ја поминувал границата
и отприлика самата приказна на Дневник, иако директно не кажува што правел Заев во Грција, со кого се сретнувал, дава една таква импликација дека неговото поминување на границата пеш имало врска со надворешно политичките случувања. Еве за почеток да го видиме надписот во Дневник, изворниот. Зошто Заев оди пеш за Грција наместо со автомобилот од 80.000 евра? Прашува Дневник. И еве дел од тезата на Весникот. На 9 септември 2013 влегува во Грција и излегува од земјата по 9 часа истиот ден. Во двата правца го минува граничниот премин Дојран и тоа како пешак. Дали од таа страна го чека возило и зошто? Ако некој сака да се занимава со анализи, може да утврди дека некои од неговите патувања коинцидираат со одредени случувања во Македонија. Например, по патувањето на 31. август, во партијата можело да се чуе дека е обезбедена политичка подршка од странство. На 9 септември Метјо Нимиц се среќа во Њујорк со грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос. Каква врска има тоа со патувањето на Заев во Грција? Не мора да има никаква. Од друга страна, се што може на човек да му падне на памет. На 23 октомври минатата година на граничниот премин Богородица, Заев има влез во Македонија во попладневните часови, односно околу 16 тоа како пешак. Што би значило тоа? Дека влегол во Грција од друг премин, можеби од друга држава, но пак зошто се враќа како пешак? Што всушност значи ова невообичаено однесување? Интересно, на 23 октомври во Њујорк почнаа дводневната рунда преговори за спорот за името, свикана од амбасадорот Метјо Нимиц. Ете, тоа е отприлика тезата на Дневник. Значи, тие велат дека лидерот на СДСМ ја поминувал границата со Грција пешки и покажуваат дека тоа се случува со некои настани поврзани со со проблемот околу името. И сега ќе видиме дел од реакциите на ова. Голем број аналитичари, новинари се прашаа како Дневник дошол до овие информации, кој ги сервирал. Самата СДСМ праша дали ова значи дека лидерот на СДСМ е следен од тајните служби и дека тие тајни служби ги пренесуваат информациите на Дневник. Еве што вели уредникот на Вест Горан Михајловски во неговата колумна Три невесте, значи неговата неделничка саботна колумна, сакам да кажам, која се објавува еднаш неделно. Па Михајловски го вели следното. Љубомир Фрчковски беше лустриран затоа што како министер за внатрешни работи наводно наредил следење на лидер на опозицијска партија, веројатно од идеолошки причини. Од 2006 година настапи демократија, затоа, кога во Вестник се објави детален извештај за поминување на границата на лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев, тоа сигурно не е резултат на следење од идеолошки причини. За Заев се дозна кога и како ја минувал границата со Грција, а за синот на еден висок функционер што го судија во Кукуш не се дозна. Тоа е статусот, тоа е колумната на Горан Михајловски. Сакам да кажам, одиме со колумна на Кире Наумов од СДСМ, објавена на неговиот личен блог и која има прилично индикативно име и вели: ако Заев преживее, Македонија нема. И сега Наумов вели дека ова преживее не значи буквално преживее, може да се разбере како политичко преживување, но вели дека и ништо друго не би било чудно. Тука тој го споредува состојбата со Зоран Гингик. И еве што вели Наумов. Што е она што сепак може на кратко да не фрапира деновиве? Тоа е инфантилноста со која еден главен уредник е подготвен да се потпише како автор на скоро нередактирана службена белешка на некој оперативец на тајните служби задолжен за шиканирање на опозицијата. Ако, како и за многу други работи, се навикнавме на една исто така инфантилна блискост, на една мултимедијална режимска уредничка со раководител од крвни деликти,
која пушта на местото на деликтот и пред да дојдат службените лица. Ова е веќе сосема ненормално, дури и за режим како нашиот. Што е најчудното, по кој знае кој пат се потврдува онаа познатата, крадецот прв вика, држете го арамијата. Ете, тоа е ставот на Кире Наумов во неговата колумна "Ако Заев преживее, Македонија нема", се разбира со ироничен наслов, иронична порака. Продолжуваме со Лина Симон, фейсбук корисничка, која е активна на фейсбук, на социјалните мрежи, во невладините организации и која вели: "Следната награда за истражувачко новинарство просто мора да му припадне на новинарот на Дневник, кој од 6 часот попладне на 24 август 2013 до 19 март годинава кампувал на граничните премини со Грција и чекал да најде Заев, пешки и со кола. Колку исцрпувачки, колку посветено, не познавам никој што направил нешто слично. Штета што Дарко Јаневски немал среќа да ги забележи тие што изнесуваа куферчиња од актор, кога веќе дремел таму толку време. Коинциденции?" прашува Симон. Ете, тоа е нејзинот став по ова прашање. Продолжуваме со ставот на Владимир Милчин од Отворено општество Македонија, кој всушност го пренесува ставот на Бранко Геровски, но го прави тоа на неговиот зид и така праќа порак. Па над зидот на Владимир Милчин пишува: "Ова е скандал. Тоа со што глодарот на Дневник Дарко Јаневски ја накител насловната на некогаш угледниот весник е најдолно дередже. Под нивото и на најжолтиот печат кој служи како полициски дошепнувач. Под наднасловот "Интересно и интригантно" не баре вестник за енигматика и разонада, глодарот прашува: "Зошто Заев оди пеш за Грција наместо со автомобилот од 80.000 евра? Демек, со еден туфек, 2 зајаци. Ем уште едно подсетување колку скап автомобил вози Заев, ем инсинуација дека Заев одел пеш на тајна задача кај непријателот, во костум и со вратоврска и среде бел ден. А што да се каже за шапшалската реакција на Бихачка, во која шпионирањето се нарекува мониторирање? Немам зборови. Слабокрвност, дефетизам, неписменост, аматеризам на снајпер со воздушна пушка." Ете, тоа беше статусот на Владимир Милчин, ставен на неговиот зид. А сега продолжуваме со оно што го најавивме на почетокот, тоа е случувањето со младата актерка Емра Куртишова, која вели дека била вратена од македонските гранични служби при обид да излезе од Македонија при патување кај низината сестра во Германија. Таа вели дека била вратена само затоа што била ромка, во она што го кажа пограничните служби. Министерката за внатрешни работи Јанкуловска рече дека ќе се испита целиот случај, а Министерството за надворешни работи демантираше дека тоа има врска, она што и се случило, дека има врска со незината ромска националност. Еве прво да го видиме незиниот Facebook статус. Емра Куртишова пишува: "Денес требаше да патувам кај сестра ми во Констанц, Германија. Од потребна документација имав потврда од работа. Гарантно писмо во кое беше наведено дека финансиски ќе ми издржува таа копија, бидејќи градот каде што живее сестра ми не издава гарантни писма, но имаше печат од градот и 500 евра во кеш. Вработениот на пасошка контрола процени дека не е валидно гарантното писмо, па му ја дадов потврдата од работа. Се подзамисли па ме праша каде се наоѓа театар за деца и младенци, му објаснив. Потоа ме праша дали имам пари, му кажав сумата и ми рече дека тоа не е доволно. Во истиот момент стана и ме однесе во просторија за да ми ја поништи картата и направи копија од пасошот, ме симна долу и ми рече да си го пречекам багажот. Бев единствената што ја вратија. Па луѓе, зошто јас имам пасош кога не смеам да излезам од државата?" Прашува Куртишова. Ова што нејзи се случи предизвика навистина голема реакција кај корисниците на социјалните мрежи, кај активистите во невладините организации, а како што кажав, предизвика реакција и кај надлежните
кои кажаа дека ќе се испита целиот случај и дементираа дека таа е вратена затоа што е ромка. ПВ аналитичарот Едмонд Адеми на својот Facebook профил напиша: фашизам пар екселанс, како што тргнале, само ВМРО-вци и дујовци ќе може да патуваат. И тоа со покажување само на партиски книжки на граничните полицајци. Пасош, па тоа е тоалет хартија. Тоа е ставот на Едмонд Адеми и може да се каже дека неговата порака беше пренесена од многу Facebook корисници и дека многумина ја повторија и дека всушност тоа е пораката на сите, на тоа дека одредени граѓани не им е дозволено да излезат од државата само затоа што се од ромска националност. Пред самиот крај ќе видиме уште две теми кои се неповрзани со овие, ќе видиме две издвоени теми. Тоа е надписот на неделникот Капитал на Александар Јанев, кој привлече големо внимание кај економската, но и кај целата јавност. Тој прашува како владата планира да го врати да се раздолжи во иднина, бидејќи вели стасуваат 733 милиони евра за враќање следната година. Па Јанев прашува. Ова ќе го одзумираме за да се гледа подобро. Кои алтернативи ги има власта во случај задолжувањето да не успее? Например, може да приватизира дел од преостанатите државни компании и на тој начин да ја наполни државната каса. Или пак може да ги зголеми даноците и со парите што ќе ги инкасира, им да ги подмири сметките со странските кредитори, им да ги исполни сите ветувања наведени во новата владина програма. На тој начин, цената на ова финансиско поведение ќе ја платат токму граѓаните што ја одобрија оваа економска програма, а на некои идни генерации кога кредитите или еврообразниците ќе доспеат за враќање. Тоа е ставот на Александар Јанев и емисијата ќе ја завршиме со оваа тема. Имено Лекарската комора на Македонија реагираше, бидејќи имаше зачестен број на инциденти во кои се нападнати медицински лица, медицински персонал, доктори и еве Наташа Бошкова Златковска од Нова Македонија вели ќотекот не е лек. Еве незината колумна. Докторите бараат заштита и треба да ја добијат. Проблемот е во тоа што се ни открива оваа појава на решавање на проблемите со ќотек. Колку е здрава комуникацијата лекар-пациент? Колка ви се довербата и трпението во белиот мантел кога на некој ќе реши да крене рака? И дополнително, колку е голема дрскоста на група пациенти? Ќотекот не е лек за решавање на проблемите, особено ако се работи за човек што му помага или спасува болен, или пак во метеж на дежурство се обидува да направи вистинска тријажа за тоа кому прво да му помогне, кој е поетен пациент. Ќотекот во таков случај е дрскост, безобразлук и во крајна линија нечовечност. Тука Бошковска Златкова додава и дека проблем е во системски, во тоа како се поставени односите и дека токму затоа има зголемен број на напади врз лекарите и насилства во болниците. Почитувани гледачи, ова беше последен материјал во оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја представува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.